Се повеќе нови случаи на карцином, но и се подолг животен век на пациентите. Последните бројки кои денеска ги презентира од Фондот за здравство говорат дека за 15 години двојно е зголемен бројот на пациенти со рак на дојка од 3500 на 7000, што говори за зголемување на нивниот животен век. Слична статистика имајќи другите онколошки пациенти. Од фондот тврда дека ваквиот тренд е резултат на воведување на нови терапии, но и современи методи на лекување, кои возможуваат подолг и поквалитетен живот. Оваа година новини ќе бидат воведување на два нови лека за канцер на дојка со мутација PIK3CA. Имаме нова генерацијска терапија за канцер на простата за околу 80%. И генерално ќе имаме зголемен опфат со имунотерапија. Тука има три различни, најмалку три различни имунотерапии за околу 10%. Пациентите делумно се согласуваат, велат има подобрување, но проблемите остануваат. Посочуваат дека и понатаму има недостиг на редовна терапија и медицински кадар. Гаповива терапија ќе има. Единствен начин на решавање е овие лекови да бидат достапни преку позитивните листи. Превенција, скрининг програми, диагностички програми, капацитетите на онкологија, вие се зборуваше и за дисперзија. Не можеме да го оспориме фактот дека иако од клиниката од Скопје одат во Битола, тоа е само еден ден. Таа клиника треба да функционира со огромен број на пациенти 5 дена во неделата. Од клиниката за онкологија уверуваат дека се работи на надменување на состојбата. Велат дека веќе има и ново вработени, но медицинскиот кадар мора да помине обука пред да започне да работа со пациентите. Членот на тимот кој ќе биде примен, дека тој веднаш е способен да работи, значи секако тие доктори, технолози, физичари мора да поминат низ комплексен процедура на тренирање и на едукација, за да може да само специализација во онкологија, радиотерапија и онкологија ќе нас е комбинирана, трае 5 години, значи така да секој што ќе почне, како да кажам, годинава ќе му требаат 5 години да заврши да добие лиценца за работа. И покрај тврдењата за напредок, предизвиците остануваат. Зголемениот број на пациенти, околу 500 на дневна основа, врши дополнителен притисок врз системот, а онколошките пациенти бараат редовна терапија и посилна поддршка од институциите.